Премиере, ја поздравувам вашата добра волја, меѓутоа не добив одговор. Значи, вие рековте да, ќе направиме, но тоа зависи буквално од владина одлука. И за државјанствата, и за отварањето генерален конзулат. И да се вратиме на суштината. Значи, првата суштинска работа, според мене, која вие треба стратешки да проектирате, е да не ги третирате нашинците таму како задгранични комитети на ВМРО-ДПМН. Тие, како што видовте, сакаат да комуницираат со сите македонски партии и таква пракса воспоставуваат и почитувајте го тоа. Не знам зошто вие не сте дошле, веројатно затоа што ви го рушиме монополот дека само вие ги представувате македонците надвор од границите. Второто, и она што кажавте дека нема да правите со зурли и тапани, и така треба, затоа што и државите имаат и тајни фондови, и тајни служби и секако. Еве, например, бугарите како тоа го прават. Има некој известен Милен Врабевски, милионер, милиардер, не знам што е. Преку негова фондација Бугарска меморија прави класична демакедонизација таму, значи корумпира албански политичари. И тој каде што не може да се отворат јавни школи, затоа што има закон таму, не знам колку проценти, 20 е кај нас, не знам како е кај нив, бидејќи има само во Мала Преспа, во другите немаат ни право да отворат јавни школи, но имаат право да отворат приватни школи. Па еве вие како мудар визионер и антиципатор, на овие тендериве што им ги давате, на вашиве милиардери од ВМРО-ДПМН, можете на еден да му речете, ајбе другар, отвори ти таму у Корча отворено приватна школа, така, можете тоа да го направите. И тоа нема да биде со зурли и тапани, туку ќе биде многу мудра политика. Третата суштинска тема е декларацијата која што тие ја бараат. Еве да не речете дека левица ги узурпира овие прашања. Јавно ви кажуваме дека вашата пратеничка група нека ја поднесе, ние ќе се приклучиме. Или координаторите на пратеничките групи нека ги поднесат, ние ќе се приклучиме, за да не го монополизираме процесот. Но да не трае тоа до бесконечно, затоа што луѓето немаат време, ќе ги асимилираат. И четвртото, исто така суштинско, кој никој досега не се не осмелува да го постави, е зошто да не ги вклучиме нашите сонародници албанци, македонските албанци, да помогнат во овој процес. Затоа што имале добри искуства претходно. Значи, ние секогаш, еве, они кои се избориле за своите права, било од Вреди, било од Европски фронт, од ДУИ, кои се избориле во тукашната држава за своите права, да помогнат во матичната држава, нашинците таму, затоа што цело време, еве, ние ги вклучивме албанците во бугарска комисија. Зошто да не ги вклучиме во овој процес? Па и тие да помогнат. Значи, овие се 4 клучни теми. Од тука не сум задоволен од вашиот одговор и немам дополнително прашање.